Добар ден, среќен ден, а дали баш ќе видите сами во продолжение на прилогот кој го подготвуваме и кој следи во продолжение, а станува збор за спортската сала Расладник, едно издание кое датира од минатиот век, за кое лично јас сум поврзан емотивно, а за што поточно станува збор ќе видите во продолжение на прилогот. Без многу коментар, без многу, да не кажам, анализа или видување зборови, само ја најавувам емисијата поврзана со ова што ќе го видите во продолжението на 15 на 20 минути кој ќе следува и кој е изработено во продукција на Скок во емисијата Пета димензија во спортот, чиј автор сум јас, Мијалче Дргов. Дали ти се верува дека ова се случи? Ова е спортската сала Расладник, каде што некаде пред 34-35 години
да не речем кога ја почнала новинарската кариера во спортската рубрика на Дневниот весник Нова Македонија. Известував за одбојкарските надпревари на Вардар. Вардар тогаш играше во првата сојузна лига на Југославија, во силната одбојкарска југословенска лига. И токму во оваа сала, еве овде доле, некаде беа новинарските ложи, условно кажано, клупи. Известувавме од надпреварите кои се играа редовно во саботниот термин, вечерен саботен термин, некаде прилика 20 часа може. Почнуваа надпреварите и овако го гледам сега не ми се верува. Немам дојдено во оваа сала години наназад. Последниот пат нешто беше изнемен магација, не се сеќавам точно. Се продаваше прашок за перење, нешто така. Жално. Вардар играше во таа Југословенска лига со Младост од Загреб, Партизан, Белград, Модрича играше. Босна од Сараево играше. Младост Монтер, мислам дека беа од Загребчаните. Имаше една добра екипа од Краљево, Ривница, ми се чини. И во тоа време правилата беа многу поразлични од денешните. Значи се играше на помена на серва и мораше поена да го освоиш ова за помладите. Да знаат дека мораше поена да го освоиш кога ти сервираш. Значи треба да направиш блок за да освоиш поен. Во таа сезона 88-89, можеби и 89-90, не е ни толку важно. Вардар во оваа, точно во оваа сала, извојува серија на победи со резултат 3:2. Беа победени Босна 3:2, Младост 3:2, Модрича. Можеби нешто и ќе нема да бидам доследен и прецизен до крај, меѓутоа една плејада на добри игри, салата беше полна со публика, нормално се навиваше. И успеа Вардар да фати добар пласман во таа Југословенска лига. Тренери беа Таки Джиков и Војче Синадиновски. Од генерацијата можам да се присетам и со Зоран Докузовски играше. Пејица. Така имаше. Не е поентата во одбојкарски клуб Вардар, кој исто така е на многу ниско ниво. Поентата ми е во овој спортски објект, во оваа сала. Гледаме дека има еден мал милион иницијативи на сите овие наши, ајде да кажам, дневно информативни политичари, кој на локално ниво, кој на државно ниво, кој на, не знам, регионално ниво или мал милион проекти меѓународни. Па ајде ќе градиме нови сали, имаш иницијативи, изгради еден куп демек нови сали, не знам, по малите градови, а ова тука пропаѓа. Ова е сала која бара некоја минимална инвестиција, се тоа да се среди, да се реновира, да се затвори, да ја земе некој да ја работи и ќе функционира. Ова е жално, ова не можам да верувам. Колку пари треба да се вложат во оваа сала за да се направи? Не разбирам. Зидовите сигурно нема да ги минуваат. Може да ги минуваат тартан патеката, може да минуваат столиците, од трибините, цементираните, бетонските, дури и кровот е за реновирање, не е за комплетно минување. Не знам, чудна работа. Не можеме да го сочуваме ова што го имаме, сакаме да градиме нови сали. Една од локалните иницијативи која исто така ја поздравувам, да не бидам погрешно сватен дека ги негирам тие иницијативи за зградба, да речеме на школски сали или не знам, мали сали, салата Македонија во Невена Ѓоргиевска Дуња, мислам Македонија се викаше. Е добар објект. Далеку помало до, со помали стандарди.
малата сала во Кале, кој исто така многу ја форсираат за кошаркарски спортови за надпревари. Не знам борење дали таму се одржува. Е два пати помало од ова. Пак вака малку од рака кажувам, меѓутоа за да ме разберете, ова е едно убаво спортско здание кое е древ вака на попа, видите што е. Нити е заштитено, секој може да влезе, да излезе. 300 чуда да прави тука. Просто неверојатно. Неверојатно, да не верува човек. Околината на салата е иста како пред 35 години кога јас со Штип дојдов во Скопје 1 март 1988 година. И ова урбано гледано не е нешто лошо, има солиден паркинг. Зеленилото е тука. Пристапот со сообраќајот и тука. Па да речем ова е некаде во срцето на општина Кисела вода, на населбата Кисела вода или 11 октомври. Се тоа може да биде ставено во функција многу брзо. Спомените наназад ме враќаат и на ракометниот спорт, кога е во прашање оваа сала или ова руина што сега ја гледам. Не сум некој голем љубител на ракометот, меѓутоа се сеќавам овде се продаваа карти на самата врата кога играше Вардар Ватерстално. Мислам дека и дерби на преварите со Металург или со овие Тутонски комбинат, не знам. Точно да се сетам, се играа во оваа сала. Овде имаше редица автомат за кафе. Луѓето се служеа со кафе. Ова беа скали за симнување доле на теренот, тука имаше посебна реда да се служи. Од тука ги се симнуваа новинарите понекогаш. Има ракометни приказки и од друг аспект, значи се играше ракомет во сала. Можете да видите на тартанот се уште 7 метри стоат нацртани. Апсолутно беше оспособена и за ракометниот спорт. Дури и капацитетот на публиката не е за подценување. Ова е една пристойна бројка. Може да се соберат доста добар број на гледачи. Жално, Вардарот остана тука ги освојуваше титулите, тука се прославуваа титулите. Тука се правеше ракометно славје на многу познати имиња, да речем еден Пепи Манасков играл тука. Аце Станковски е дел од оваа историја на салата. Пепи Манасков го кажа веќе. Мачо Јовановски, голман, не знам дали од постарата генерација, меѓутоа има партиципирано во оваа сала како тренер. А Зиков, мислам дека беше исто тренер. Ова што го гледам, ова со кое се соочувам, после подолго време, овде во срцето на Кисела вода сум
35 години. Значи 2/3 од мојот живот сум ги поминал овде во Кисела вода, во овој дел од Скопје, во оваа урбана средина, во оваа убава средина, да не кажам и со оваа сала сум најтесно поврзан. Мислам дека е голем срам, општи срам за сите нас. Значи, како граѓанин на Скопје, како дел од Кисела вода, како жител кој припаѓа на Кисела вода, не ме интересира кој има ингеренции за ова. Кој е надлежен за ова? Уште помалку сакам да чувам дека не е општината Кисела вода, туку дека е градот Скопје, а па градот Скопје да каже салата е под државна ингеренција. Срам за сите, вклучувајќи и мене, кој не сум го ова детектирал порано. Неголемиот срам на денешницата, на 22 век, кој сме, малку сум и возбуден и емотивен. Како може ова да се дозволи? На кого ние лажиме дека правиме нови сали? Дека имаме проекти за нови сали? Кога не можеме ова да го средиме и да го одржиме? Што е ова?